Без присуство и дискусија на пратеници од парламентарното мнозинство, опозицијските партии ги изнесоа своите забелешки за како што велат потфрлањето на институциите, поради кои дошло до трагедијата во Кочани, каде животот го изгубија 62 лица на анкетната комисија за заштита за човекови права и слободи. Потребата за поддршка на оваа иницијатива ја образложи пратеникот и лидер на левица Димитар Апасиев, кој председава со ова тело, вперувајќи го прстот кон инспекторатот, градоначалникот на Кочани, Министерството за внатрешни работи, како и Министерството за економија, кој дава и одзема лиценци, Апасиев со прашање до органите и институциите, како бројката од над 75 лица за кои беа отворени предмети се преполови на само над 30-тина. Првата вина која што треба да ја лоцираме е во Државниот пазарен инспекторат, затоа што после завршувањето на истрагата за Кочани видовме дека бројот на осомничени, па и сега веќе обвинети се симна од 70 се преполови на 30-тина. Изоставени се видни ВМРО-вски кадри кои што една година биле веќе на функцијата, а не извршиле буквално ништо за да го спречат илегалното работење. Јавното обвинителство на Република Македонија начело со Љупчо Коцевски, кој што воспостави едно килаво обвинение и според видни професори по право и кривичари не издржили го пред суд. Дека се спремни да дадат поддршка за оваа иницијатива се изјасни и пратениците од СДСМ и Европскиот фронт, кои во своите излагања посочија дека наместо вистина граѓаните и семејствата на загинатите и повредените добиле само политиканство од власта и органите, кои како што обвинија работеле под владин диктат, каде се штедат од пресуди владини функционери и каде нема оставки ниту од морални причини. Како пратеничка група сметаме дека треба да се расправа по сите превземени активности од страна на органите во однос на истрагата за трагедијата во Кочани. Денеска спијат многу мирно сите функционари, но ова не можам да го образложам. Како може во вакви случаеви од трагедии да нема никаква оставка заради морални причини? Не може да се прави политика со трагедии кои се горат 60 млади животи во Кочани. Пратениците од владачкото мнозинство ни велеа дека после предистрагата ќе бидат расположени да ги дискутираат сите теми. Еве, заврши. Каде се? Каде се пратениците на ВМРО ДПМН кои велеа дека треба да се испочитува предистрагата? Ова е трета поред надзорна расправа. На претходната, иако пратениците од ВМРО ДПМН беа присутни, се изјаснија дека нема да гласаат, бидејќи истрагата беше во тек и требало да им се даде простор на институциите да ја затворат. Сепак денеска на дискусијата немаше ниту еден пратеник од парламентарното мнозинство.